Добро вечер, почитувани, добродојавте во петочното Жешко издание. Чечем Жешко, навистина денска овие 41 степен Целзиусови. Тешко можеше да се издржи, имајќи факт дека сме издржлив народ, таква не е дебело корци, али слаби сме во душата наша како да си обстоиме, да држиме државата. Па чекајте, еве, Томи Чонма со критики, не со критики, со една упомена дека еве и денот на 249 години од независноста на Соединените Американски држави. Па да видам, се сеќавате во бившиот систем, тоа беше денот на борец од 4 јули, така да не ги редам, но врти сучи работата е вечера што говорам за една тема која не да ја предскажав, ја предвидив во претходната колумна што се крие зад бугарските барања или францускиот предлог или уставните измени. Вчера тоа го напишав, а тоа е бришење на македонците. И се случи. Почитувана Марта Кос, комесар за проширување, дојде неслучајно да го најави тоа што вчера БГНС, а како доаѓа БГНС, се знае дека у исти котел се вари таа чорба антимакедонска, и да не нарече по некој атрибут што навистина е недолично, верувајте ми, ја и тоа го пишував. Ниеден дипломат не може така да се однесува. Во дипломатијата, колку да ти е тешко, ќе му се насмеш и во позадина, во еден фон, ќе му ја кажеш критиката. Ова не е уребро. Не е убаво. Знаете зашто не е уребро? Не е убаво. Затоа што овој народ, не овој народ, македонскиот народ, е дрвосок систем, коренов систем, кој го виткува целиот свет. Не претеризам. Ова е вистина. А од вистината сите се плашат. Се плашат тие вештачки држави, Бугарија, создадена од царска Русија, и Грција, создадена од држави кои сакале, знаете, дека зидарите прават на 50, како Косово, или на 100 години вештачки држави. Држава која не заслужува внимание да прави мајтап со Македонија, тоа е Бугарија, новинарска забелешка, од причина што Бугарија има доста созреан систем на во дипломатијата, што ние можеме вода да им носиме. Прифателе дипломати мои или не, фактот говори. Дипломатската фела во Бугарија е пар екселанс. Тие не одат ад хок, тие длабински одат. А длабински одат ако најдат нива која лесно се обработа. Која нива? Нивата на Муртинот Судзаев, кој беше црпнат од нивна. И таа нива на што не чини? Не чини достоинство, не чини име, презиме, идентитет, јазик и се тона. И ред други работи, да, точно е дека ова што ни се случува е заради ресенданта од Зоран Заев и неговата антимакедонска политика што е направена од 7-те години изминати. Главниот плеймейкер е Бујар Османи. Јас секојаш реков, туѓата болка на собствена кожа не се чувствува. Да, Бујар Османи е албанец, јас ги почитам албанците, мои пријатели, меѓутоа, тој повеќе вртеше водата, тераше на воденицата на Косово, на Неродимна, таа е на река има на Косово, и во Тирана. Тие оде на поклонување кај поглавицата Еди Рама, видовте петка, дај ми 5, правеше со Али Ахмети. Истиот Али Ахмети, кој е главен протагониста за ова што ни се случува. Ни се случи еден голем страв, меѓутоа, почитувани, никој нема право, ќе повторам, ама никој нема право да се меша за јазикот македонски, за идентитетот, за името. Тоа е само на македонскиот народ. Пород и државјанство што се сака Македонија. Јазикот на Македонија, почитувани, е ратификуван 1977 во Светската организација или Обединените нации. Значи, може само да се ладат, не можам да речам да видам вулгарен, нашите пријатели кои вака сакат да го инсценират се тоа, дека нам на 8, а не верувам дека ќе се случи тоа. Внимавајте што ќе ви кажам на денешен ден 4 јули, нема да се случи тоа што вчера го објавија дека ќе не избришат. Нема право никој да не избрише. Господје Кос дојде не навреди. Побарав, испратив едно протестно писмо, отворено, до госпоѓата Урсула фон дер Лајен за отповикување името на македонскиот народ
имав доста покани од сите македонци од светот и во нивно име напишав протестно писмо. Очекувам умните глави, вистинските македонци да им се придржат. Ако ништо повеќе, бар едно извинување. Значи, прашањето околу името, јазикот, идентитетот, драги мои, не се мено во Европа. Тука, кај нашите преданици, тоа е работниот наслов, а резултантот на сето тоа е криминалот како политичка стратегија која предаде, односно продаде Македонија. Значи, кај што има чад, има и оган, а огнот го запали човекот од мортино. Не треба да го ставите под тепих, бидејќи тој голем гангреозен чин ја метастазира Македонија. Час поскоро мора да се презедат мерки да се спаси Македонија од ваквите медиокритети. Задоволство и чест ми е да го представам вашиот и мојот соговорник, тоа е Јордан Ристовски, поранешен началник за стопански криминал во Министерството за внатрешни работи. Ова е негово второ гостување во моите емисии. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата. Како дојдовте? Многу жешко беше, како го минавте? Жешко, јас сум таму некаде под Шара, близко до тој Лешовски манастир во мојата викендица, меѓутоа почит спрема лично спрема вас и спрема емисијата, решив да дојдем на 41 степен тука. Благодарам многу. Да ве поздравам од мојата екипа, Кристина Томич, мој продуцент, Владимир, Срđan и Благоја, кои се потрудија и заедно со мене да биде ултра ексклузивна емисијата. Одиме со најавениот джингл, се вратим назад. На демократијата. Да, драги мои, знаете дека ова е година на јубилејот, 25 години од гласот на народот и задоволство ми заедно со моите колеги да го одбележиме и да ве подсетиме дека сме четвртина век со вас и даваме се од себе да ви помогнеме и самите себе си како да ја обстои Македонија и задржиме во целост. Господине Ристовски, имајќи факт дека ве дадов еден вовед за ова што ни се случило, овие 48 часа, што е голем преседан, еден скандал, тоа е новинарска забелешка. Зборам во името на илјадници македонци, кои не може да го прима тоа од еден еврокомесар. Значи, ја кажав дека разговарав со Крис Патен 2000 година, внимајте, комесар за проширување, поранешен амбасадор, последната година кога заминуваше Британија од Хонг Конг, Крис Патен само што замина, 99 година, 2000-та јас го имав соговорник, преку Женева имавме едно интервју и правевме една добра анализа за Македонија и незините евроинтеграции. Значи, господин Патен даде максимални позитивни оценки. Да не ги редам, Солана и ред други работи. Ниту еден не даде такви скандалозни изјави да го дискредитира идентитетот, македонскиот јазик, националноста и сето она. Како го коментирате као македонец, се прашувам, рецимо? Ви благодарам на почетно. Меѓутоа, веднаш да ви соопштам дека моето мислење е малку поинако. Добро. И се разликува од вашето и тоа со следниот аспект. Јас ќе почнам во праксата, знаете, еде да ги погледаме, да го спуштиме проблемот овој во праксата. Значи, ако имаме едно новородено бебе кое се раѓа и сега тоа дали само полот е јасен, машко или женско, така? Понатаму, што добива тоа? Име, вера, националност. Тој е некаков идентитет, сега лоциран врз бебето. Вашите деца, моите деца, така. Сето тоа сместено се во склопот на овие настани, моето мислење малку поинако. Јас не сум експерт за дипломатијата, меѓутоа си анализирам од мој агол многу работи. Тамо не се случајни во дипломатијата, знаете, вие подобро од мене дека постојат ракавици во кои ги собира само прстите и раката, дланката, па потоа ракавици до лактот и на крајот ракавици до рамото. Значи нешто што велите вие се случува позади сцената. И така натаму. Така да овде мислам дека почитуваната Марта Кос
Погрешно, можеби, не погрешно, него се црпе, точно дека она ова го кажа, што го кажавте вие. Меѓутоа тоа е сватено во контекст на целиот текст неизни што го кажа, знаете. А она точно го врза идентитетот со емоциите. Јас тврдам дека Слободан Томич да има и американско државјанство, и англиско, и бугарско, или Јордан, ние пак ќе се чувствуваме македонци. Да се разбере, значи, со емоцијата тоа е врзано и така натаму, и таа се обиде на некој начин со тавче, гравче, со другите работи, не сега со алкалоид. Пример да спомне дека и тие стопански капацитети, но таа како представник на Европската Унија во врвните позиции во таа хиерархија од Брисел, таа не може поради комшиите од Исток да го спомене дека е Гоце Делчев македонец, како и така и преку него ние го градиме идентитетот. Да, морам тука една запирка да ви ставам. Морам да знаете зашто. Не можам тука да дозволам. Повелете. Простете. Јас видечи не можам тука Марта Кос да ја оправдам дека она ради бугарите морала да молчи. Ви се молам. Јас извинувам, бидејќи една работа Македонија е држава со коренов систем, реков. Така е. Не, тоа се неспорни факти, тоа нема дилеми, па ве молам, ние не обстојуваме, па ја не сум од 45-та или вие од 45-та или ја од 55-та македонец. А претходно сум бил, дај молим те моите предци или вие. Тоа е нелогично нешто, не нормално. Како го толкувате како еден дипломат во центарот на Македонија? Извлечено од контекстот на сето тоа што оваа дама го кажа. И втора работа, внимавајте, таа му даде шанса на премиерот, како ја го велам, машински докторски ум, да каже дека македонскиот идентитет и Гоце Делчев, и Даме Груев, и Татарчев, и така натаму. Тој е final touch. Со тоа ја матирал. И незе, и бугарите, и сите околу нив. Ама така е. Меѓутоа, знаете што, јас имам пристап, како да ви појаснам се, некогаш сум се, јас и вие мораме да признаеме, 30 години се познаваме, и така натаму и сме градиле некој меѓусебен почит. Меѓутоа, еве, например, имаме некогаш неспротиставени различни мислења. Јас мислам, она е представува Европска Унија. И тоа е кажано, ми се чини, во просториите на Европска Унија е пресконференцијата, не ли? Не беше преска, мислам дека е било во владата. Мислам, хотелите. не според тие наслови, не сум сигурен. Јас, ама внимавајте, она е тука. И сега нашиот премиер точно ја користи шансева да шутира пенал без голман. Мислим, она е гостинка е. Не, ворет е. Она не ја тврдам, вие буквално, сега, јас не ја бранам, макар да имам зошто да ја бранам, да ви кажам нешто. Понекогаш во животот ќе ви даде шанса нешто да ви се случува. Моето служење во ЈНА бивша, мислам дека е со еден од незин близок роднина сум бил заедно, ако не е низиниот татко. Меѓутоа, јас не сакам да градам авторитет поради туѓо име. Да се разбереме веднаш. Веднаш да се разбереме, зашто јас го знам менталитетот на оној свет кој што живее во демократија, во слобода, во западниот свет и кој што, да речеме, за нив е несватливо како тоа ние на Балканов се караме дали Јордан и Цобе се македонци или се срби или се бугари. За нив е тоа несватливо. Господин Јордан, една работа ве молам. Таа е Словенка. Добро. Втора работа, добро, предпоставам дека таткото незин работа во ЈНА и тата. Не работел, него служил во ЈНА. И друга работа, ако го земам ЈНА с Јанша и да не ги спомнам и други кои се промакедонски настроени, ова е диаметрална спротивност. Второ, ако во Словенија и Македонија, прво Македонија по Словенија според арбитражната комисија 1992 имале отворен пас да бидат членки на Европската Унија. Ќе повторам, Македонија па Словенија. Така е. Дали може Марта Кос, апропо Бадинтер, да не спомне пинџур, народ, салата... Зарем не... Чекайте. Зарем Македонија не се препознава по овие земјоделски производи? Точно е. Само момент. Ама сега ние го спуштаме тоа на едно долно ниво, ама кој ќе го фатите целиот говор на език кој го проучува, морам да ви признаам. Пред да дојдам го силно го... не. Значи, целината морате да ја погледате и да видите што сака. А второ, јас сега немам искуство од дипломатијата и неќам да сега ја не сум сигурен дека тоа е татко и така натаму што во ја заедно Кос. Како се викаше?
Не се сеќавам. Ова е отворена емисија. Миле. 15 минути, како? Миле Космос. Миле. Но Не сум сигурен. јас ќе замолам, да не дадеме многу простор, само да дадам простор. Марта Кос дојде и најави ова што вчера ни го соопштија днес, дека ќе ни го избришат јазикот, идентитетот. Ајде да видиме таленти кои се на цицката на USAID, се уште. Како ќе ни избрише? Кој може да ни избрише тоа? Само момент да ви дадам пример. Значи Марта Кос соопшти во центарот на Скопје дека сме Пинџур, Погача и Стефче Гравче, значи тоа е девалвација во секој случај, и знаеше што ќе се случи, тоа е вчера. А еве талентите што размислуваат и како размислуваат, а се под цицките на USAID, како што објавуваат медиумите, експертите, се уште во паника, бидејќи веќе им се кратаат тие цицки, не може да цицаат убави пари и така натаму. Како они толкува за тоа срамно, модерно име за Македонија? Пемолам, тоа е клипе 2 минути. Идеме. Да не можеш да процениш што е национален интерес, значи дека си имаш антинационална политика колку сакаш да се занесуваш дека си патриот. Колку сакаш, они тоа го прават. Они не гледаат дека имаат антинационална политика, влагаат у дупка, добиваат епитети сега. Сега модерен, сега утре ќе биде супер модерен. Ве молам, каква гестикулација? Ама ве молам се. Сега тоа добиваат. Што е? Добиваат идентитет дека се Пинџур, прати и они го гутаат тоа. А ви си молките. Оне вика, Човече, што опозицијата се ја А што сте вие? чекај. Ама што сте вие? Вие кога истрпите удар, ало, вие јавите се од опозиција не браните. Нема Што ви е вас Ама тоа? како? А чекај, државноста е прави само партијата што е на власт? Не. Тоа што со месеци, со години зборуваме, па веројатно 35 години, бидејќи искуствата ни се од почеток на 90, дека секогаш следните предлози кои што ни ги дава европската и меѓународната, да кажем, јавност и партнери, се полоши од претходните. Види сега, веќе официјално сме влезени во полош предлог од француската рамка. Сега веќе се расправаме со тоа дали сме модерна нација или не. И види како без везе си даваме автоголови, ако се во прашање автоголови, бидејќи ја мислам дека они бидејќи не сакаат да влеземе во Европската унија. Сега пази се доведовме во ситуација да сега ни ставаат епитети дека сме ние модерната македонска нација, модерна, а имаме решен проблем со француската рамка за добрососедскиот договор со Бугарија, каде што сме направиле историски резултат да е апсолвирано прашањето на јазикот, да е апсолвирано прашањето на нацијата. Не, бидејќи користат секоја прилика се да искомплицираат, сега и следниот предлог ќе биде полош дури од ова сега што го разговара. И види да ти кажам, и со тоа ќе одат и на локални избори, со тоа не локални, да има на местна заедница избори, они ќе одат со таа хистерична една антиевропска, сите не мразат, како ние, ама ние гордоста ќе ја вратиме. Што да ти кажам? И мене ми ќе се додев, веќе одбивам да разговарам за овие кои ќе покренат идентитетот, јазикот, да ме слуша. Самите во себе немате доверба и немате самопочитување, па не ви треба никој надворешен фактор да ве проблематизира. Па што да кажам се од тоа? Гледате, значи, каква тајфа, да не речам банда, простите, се народот така и нарекува. Значи, колку се малициозни, колку се немакедонски настроени. Па кој ќе научиш, брате, со дебели милионски суми, како што зборат јавноста, експертите, што ги познаваат, па тие морам дишат луѓе во врат, они мора така да се однесуваат проти Македонија. Затоа велам, не ни го смени европјаните, туку нашите дома, народот ги вика предавници. Простете, тоа е народна констатација. Еве, ви дадов можност да видите дека колку ова е издржано. Дали на Марта Кос треба да се налютиме многу или нови? Ај, кажете, правите на... Се согласувам со вас, затоа што одлично го направивте овој момент. За гледачите, сега ви кажам моje мислење. Не смеете и не можете да ги поистоветувате двајцата персони кои што беа од тамо на Кавгасово и Иваничевски со Марта Кос. Тоа немојте да им давате исто ниво и сега нив ги вклупувате, сакале ни или не, се добива впечаток и гледаше дека значи дамава заедно со вие они имаат истини. Не е така. Еве зашто само со факти. Значи, ако целиот текст, она што го говори Марта, го земете во предвид и во тој контекст ги гледате тие работи, таа
се поврза со емоциите кои и таа ги гаи спрема Македонија. Господине Инаку, како представник на Европа, само ова ве молам сега, ја така мислам, како врвен представник на Европската Унија, на Бриселската администрација, таа во ваква состојба, а не дипломатски е да каже, епа македонскиот идентитет е Гоце Делчев, ама затоа јас велам, слобода не вети шанса да шутираш пенал без голман. И само извини, јас така го толкувам сега. Мислите, Мицковски поентира со незината изјава за гастрономијата? Мицковски никогаш, господин Јордан, знам дека го почитувате и му давате поддршка, јас мислам ве поддржувам, со оглед дека размислувате за вашето семејство. Како јас за моето семејство. Знаете зашто? Еве ќе ви кажам. Во моментот Македонија нема... Ама било кој друг премиер, се извинувам. Друго, еве, и да не било, например, така пример. Нешто така. Ниеден друг премиер, ни тој овој Ковачевски, нити предходниот од Муртинов Мојов Заев, после кој беа другите, немаше да реагира како што реагираше докторскиот машински ум. Му се бендисувало тоа некому или не, тоа е факт. Тој им кажа, јас ви кажувам дека македонскиот идентитет не е само професорот Мицковски или така натам, него е и тој историски личности. Тие историски личности во контекст на позицијата што ја има Марта Кос, не може, не е дипломатски да ги спомне она, ама му даде шанса на некого да го каже. Не само Мицковски не го кажа вчера, завчера само, тој го кажа во континуитет. Тој го изјавил и на средбата во американската Ама и американката е уште по-директна. Ама таа е уште по-директна, Томич. Извини, па по однос на македонското, па што сте го сменили името? Па, например, не сакам да ти илустрирам некои разговори. Дали знаете дека самиот Алексис Ципрас му се насмеал брк, ама нема бркчиња Зоран Заев. Вика, уште малку да почекавме, за уши не фатеа, че не истргна западните сили да ја признаеме Република Македонија. Погледајте го сега резултатот, се извинувам што се вмешувам. Погледајте сега резултатот и кој го посакува тој резултат во Република Македонија. Кавга, меѓу оние што велат, Марта Кос сега нас не и така натаму, што не е точно. И вторите кои викаат да, као он, еве како претходните двајца што ги поштите личности, кажуваат поинакви работи. Односно слични како Марта. Значи, и сега тука се создава судир. И внимавајте. Ти се обврзани, господин Јордан. Ти се обврзани. Дозволи ми се. За мене тоа е сериозна индиција со доказни вредности. Дека некој работи за тужи служби известителни. Се согласувам со нас дека е тоа материјалниот интерес најверојатно и овој простор, овој кај што се вкрстуваат кажи ги крстопот кај што е на коридори 8 и 10. Не може поинаку, ние затвараме, ние отвараме. Тоа е голема работа, клучот е кај нас. Па единствено држава во светот кај што има крст или коридор, тоа е Македонија. Геостратешки важна. Ајде одиме на темата на криминалните дејанија, со оглед дека сте поранешни начали со стопарски криминал, а се во врти случаи се вртат се околу парите, од интересите. Токму тоа сакав да го докажам, не ми дозволи. Повелете. Знаете што тука за да такви работи сега се создава, знаете, судир на домашната сцена. И таков тој судир не му оди во прилог на македонската кауза, да речем. Ме разбира, не оди таа работа. Таа работа мора да се прекине и малку некој свест ако има треба да ги опомене. Не може така. Не можеш така. И втора работа. Подоцна може би ќе стане збор ако ме прашате, мислим ако ме прашате, еве јас сам ќе ви кажам, дека во невладината организација Отпечатоци на неправдата ние истражуваме една таква слична појава, кај што имате судир на источноевропски интереси, кои и историски биле против постоењето на Република Македонија, ама таму има докази зашто го кажувам тоа, не го кажувам јас на памет, и сега се користи приликата со Бугарија, а од другата страна постои проамериканските и проевропските интереси и вредности. И јас,
лично како Јордан, јас сум со тие вторите и го кажувам јавно, кој сака нека ми забележи што сака, негов проблем, јас ќе ви кажам следна работа. Нас, Соединетите Американски држави, ни помогнаа да се осамостоиме во бившиот Се согласувам. со Рен и така натаму. Еве до тука. А инаку дека финансиски средства кружат во Македонија, како не? Што ви е вас? Вие дали знаете кој е чиј капитал е во одредена странска банка овде во Македонија? Кој е основачот? Крајниот, односно крајниот капитал. Кој е тој? Ајде слушам. Па еве јас ќе ви кажа руски олигарси се. Позади една не смеам да спомнам додека не ви докажам потписот. Ја без докази, ама ова ми е проверено. Што Ја го значи знам. тоа најпластично? Па што значи тоа? Многу убаво финансирање на овие луѓе кои работат за нивните интереси. Оти се судираат тука интересите. Против Македонија? Па против во основа да. Овие се за ова нас што останува да не брани, кои што се со нашите интереси се ви кажувам во Вашингтон и дел во Брисел. И сега во дел во Брисел ви имате пак тамо една дружина која е па против Европската унија. И таа гласа тамо против. Не разбирате? И сега се создава точно овде по ова прашање и оваа тема сега, што е? Ја подигате, ја се согласувам, но тамо треба покрај, не знам се како да кажам тоа, докторскиот машински ум да седат луѓе кои ова ќе го видат, ќе го перцепираат, затоа што тебе стварноста и таа перцепција што е во главата кај човекот, таа ти е реална и ти треба да ги попречиш тие работи. Тука нема, затоа што се пари во прашање. Затоа рускиот пилот или председател на Бугарија Румен Радев ја врти таа. Ова Гајдов најдобро, јас се извинувам, него малку го знам, ама го познавам вака. Ја од Гајдов не ги земам никој кога не се, туку така е наречен. Јас пишувам дека е тој точно руски пилот беше. Добро, точно не факт е тоа. И е проруски настроен и има големи опоненти во парламентот на бугарскиот. Капиталот на бугарските банки Добро. во Бугарија, кои се тука. Кај се? Кои се и тука. Тука, да. И осигурителни купе се руски. Па јас го истражував тоа како што го истражував еден друг случај, па ги фатив живи. Дај да имаш информацијата, дај да чуеме. За ова првото кај што е откриено завршено, тоа е точно. Ама ова второво ќе го објавиме, еве ви ветувам вас и еве ви ветувам уште нешто. Во Македонија имате широк распространет криминал. Од дното, можеби не до пирамидалниот врв, а некаде околу пирамидалниот врв, гарант тука завршувам. Со оглед на фактот што финансирањето ни доаѓа од извори кои што се согласија, јас им предложив дека нашите домашни институции кои треба да ги потврдат тие докази, јас не им верувам и они се согласија, јас им предложив да бидат странски. Сите овие работи и да речеме факти ќе бидат испратени во надворешни институции, кога ќе се потврдат, а ќе се потврдат. Еве ви кажувам, ви давам збор. Прво што ќе дојдам кај вашата емисија и ќе ги објавиме тука. Тоа е уште поголема корупција која е разгранета во сите пори во Македонија. Дневно се случува. Дневно. Сега, моите, дури што ми се 5 соработника, ме прашуваат што е тоа. Јас им кажам дека... Што е тоа, ја ве прашувам? Не можем да ви го кажам. Тоа знаете зашто. И сега веќе и тоа Како не е на тајна. вентил да ми одговарате? Отворите го вентил. Не, ќе го отворам после. Јас со докази, јас не ќе да... Не, вие добро ме знаете. Видите да ви кажам, кога тајната ќе ја кажете на друг, таа веќе не е тајна. Втора работа, во конкретниот случај, веќе е таа кажана од финансиите зависам се, јас не можам да го финансирам тоа. Тоа јас да. Јас ако го кажам на овие 5, тие ќе дојдат знаете што? Емоцијата кога е кај човекот, дали од роднинските врски или од финансиските интереси како овие. Значи, таа емоција е над разумот и тие ќе не кажат. И ја не можам да земам примерот после од тебе, ти ќе ми дадеш... Колку пари се украдени од Македонија? И кај се парите? Многу пари се украдени. Ја навистина некој таму од Ракав изнесува нешто, суми. Тоа
би требало, ми се чини дека BBC еднаш објави дека се за овие 30 години, 30 еве, последните 7 години да речем. последните 7 години, јас сум се изненадил, а за последните ја не. Овие 7 и плюс 11. Тука се на 20 милиарди. Колку? 20 милиарди евра. И јас сум се фатил за глава, викам од кај бе се, после кој седов да анализирам, така, Значи, во последните 7 рекоте и во 11-18 години, да. Па, да ви кажам, значи, овде главната задача на владата во која, што гледам дека премиерот превзема такви активности, меѓутоа се угасна малку, го нема да се јавува, бидејќи оптоваре со други проблеми. Да, како не е оптоварен, тоа се работи за суштина. Мора да се запре генерирањето на корупцијата. Дали ме разбирате? Мапирањето во државните органи. Корупцијата да не се навле, уште Данте во Божествената комедија ја сместил во последниот 9 круг. Корупцијата, уште 14 век. Таа корупција потекнува од латинскиот збор корупцио, што значи кварне, расипување. Или како придавка сватена, тоа е во основа расипување на државата, општеството, во англискиот јазик па има многу други значења. Додеме на фактичката ситуација. Бидејќи сте експерт за стопански криминал. Начнавте работа дека, бидејќи поранешен началник бевте Па добро, таа сум, служба. јас сам, меѓутоа не сакам, знаете што, многу експерти се намножи, ја морам по тоа прашање да ви кажам. Многу експерти, сега да не кажам како нешто, како тие тамо што беа покрај телевизијата, знаете. Многу експерти, аналитичари, меѓутоа нема ни еден од нив да покаже конкретен случај. Ова е вака и вака. Ме разбирате? Јас ви кажувам дека во нашава невладина организација ќе се формира тело кое што Отпечатоци на неправдата. неправдата, така е. А зошто отпечатоци? Па јас, кај мене е отпечатокот. Па јас сум експерт за таквата работа. Јас имам лиценца од 30, што сум ја добил за 33 месечно, незаконско и неосновано издржување на казна, притвор и затвор за вратен имот. Јас имам лиценца. Малку се шегувам на собствена свет, така е. Го вративте имотот украден од македонскиот народ и затоа добивте казна Казна затвор. затвор 33 месеци, потоа во повторувањето, единствено што е повторена постапка во Македонија. Кој ве затвори? Па тоа е по налог на Груевски и Лјупчо Георгиевски. А тие се кратците. Сега да ви кажам, гледајте политичкиот врв. Затоа велам јас врвот. Видите, тие двајца да се криеја позади овие 5 свети букви ВМРО и ваше и мое. И тоа е и на Филипче, и на овие два ВМРО е тоа. Така ја го разбирам. Да се разбереме. Као и ние сме патриоти, и така натаму, ама вама кои ќе додадеме до буџетот правиме парта за нашите интереси. И со криени. Едниот краде имот од 5 милиони и 300 илјади евра. Еве зградава што е сега вратена на да не повторувам, што е вратена кај што е финансиска подршка на земјоделието. Таа зграда, таа е украдена. Тобако? Македонија е табак. Македонија е табак. Македонија таму е финансиска, таму е таа зграда и земјиштето. И сега внимавајте, овој 5 милиони и 300, а овој другиот бегалецот, што е и тој вама, нели, па чекај ти, ако сакаш да ги следиш вредностите на Гоце Делчев, на Дамага Христо Татачев и така натаму, да не споменувам. Па чекај бе, зашто бегаш? Па што бегаш? Па ја не побегнав. Ја знаев дека не сум виновен. И знаев дека. Ајде на запитај тука. А овој другиот што побегнал и гради Вавилонска кула од 88 спрата. Од кај се тие пари? Сега тоа. Кај се тие 7 години велат експертите 32 милиарди евра буџетски средства се уништени, украдени, ништо не изградено. Само вака сега, тоа се како да кажам пак индиции, можеби кои имаат вредности. Во основа индициите немаат материјално правно значење во правото. Значи додека не стане доказ. Таа може да ви даде само почетно движење. Инаку еден Господин Јордан, ништо не е изградено. чек само момент. Каде? Во Македонија 7-те години. Чекај. Па добро, само момент. Никаква капитална инвестиција нема. Ама погледајте. То се ваши мои пари. Така е, па така е. На народот. Ма ние мораме да го сватиме тоа еднаш, да го ставиме во главата дека тие се финансирани од наш политички отвор. Кој ги штити криминалците во Македонија? Тие саби себе се штитат со тоа што имаат центри. Се слушајте ме. Што има джентлменски договор? Не, вака ќе ви кажам. Слушајте ме.
Постојат два бивши високи функционери на МВР. На МВР, а? Да. Во кои што имаат околу нив формирано кругови, на бивши инспектори, тоа, и им доставуваат информации за едно, за друго, за трето. Овој круг, кај овие двајца персони што се, и тоа го документираме ние сега, Добро. потоа се врзуваат со луѓе блиски до кабинетов на премиерот. Ма јас ви кажувам ова 100% така. И тој ги добива информациите од овие два круга. И сега, тие се сокриени кругови, така? Во длабочината, ајде речеме во деветиот круг. На дамте. Видите, тие во темнина преку овие луѓе што директно дневно комуницираат со докторскиот машински ум, му ги пренесуваат тие информации, тие докази. И тоа е точно. И не е само од мене тоа. Тоа ќе му кажат компетентните луѓе што се во вид на меѓународни представници во Македонија. Гледајте се, тие центри прво за да така работат и постапуваат, тоа е стара школа на УДБА или на КОС. Има многу преоблечени луѓе и така натаму кои што се монтирани. И преку овие врски, дневни врски, контакти и комуникации тие собираат и потоа таквите или слични информации како дезинформации доаѓаат во кабинетот на премиерот. Тоа имаме ние многу способно момче тамо што е директор на АНБ, ја очекувам од него да ги покаже. Што намерно го напаѓаат и го критикуваат, оти чим ги открие далаверите криминогените активности. Тука е најверојатно, ја неќем сега Не знае англиски, нема ова, нема ова. Не, вака. Јас го познам, момчето е добро, честно, го Ма знам. јас ја ви кажам, јас него познам, татко го знам, јас сум искрен човек. Слушайте да ви кажам една работа. Ама, господин Томич, ако јас како дипломиран економист имам диплома што сум ја стекнал пример во Софија, еве. И за да ја нострифицирам, за да бидам овде во Македонија исто тоа звање, јас треба да ја нострифицирам таа диплома во Министерството за образование. Така? Сега вака. Зошто земавте, зошто пристате вака индискретно прашање? Зошто заминавте таму да студирате? Кој студирал таму? Не бевте. Чекај малку, јас поредно правам. Добро, Какви таму бе, што знаеш? Простете ве, молам. Не бе овде од Скопје. Ја пласти. Не бе, чекај. Ско пример да простете. Борете. Слушайте, само пример да. Значи, и оваа диплома предпоставува знаење, така? И тоа знаење се конфирмира сега во Министерството за образование. Оваа диплома за јазик, така, уверение, што ли е таму ѓавол? Сертификат. Исто предпоставува знаење, одреден квантум на знаење. Така? Зошто законодавецот не предвидел, а тоа е специјално направено, сега ние од далечина поможеме и така, али тоа е направено така, за да ти бидеш зависен од тоа дали знаеш англиски или не. И сега, само момент, зошто... Много даваме простор за некои работи. Не, само кратко. Еве го нашлевте Да, директорот на агенцијата, што е... Чекај, да објаснам, не го бранам. Видите што е фактичка ситуација, зошто бегаме од тоа, бе, луѓе. Па тоа е вистината. Па такви луѓе со потврди над 1000 имаш. Значи е масовна појава. Јас сум откривал докази во Бугарија. Бугарите во поранешниот систем беа специјалисти за фалсификување на документи во КГБ-то бившо. Ја многу добро го знам тоа. И тие знаат, и тебе ти дава документ, ти го гледаш оригинал и ти плаќаш. И толку. И ти не си свесен дека тоа е фалс и така натаму. Сега, бидејќи овде масовна појава. Кога имате масовна појава во правото, во системот, во општеството, во државата, ви го решавате тоа со закон. И мене не ми е битно директорот дали знае толку англиски, мене ми е битно и дали размислува на англиски, дали чита книга, а чита, размислува и одличен е во англиски јазик. Дали тој националната тамо ми е битно, таа струка. Ме разбирате? Ама овде... Дали он ќе ги спречи криминалците повеќе да не работат по системот предпоставувам дека на он... УДБА и на КОС? Да, он е на трагот. Јас се да не најавувам нешто. Ја предпоставувам. Знаете што, вие вака ме провоцирате, ќе спомнете и се повлекувате. Отворите го вентилот. Ама, слушайте, знаете што, видите, има некој Јавноста што... сака. Не, Интересно. тоа јавноста сака, ама кој ќе ги обезбедам како во првиот случај доказите тогаш. Јас ги имам, ама ја не сум тој што можем да ги соопштам.
Мо јас ова што го зборувам е вистина. Вечерва ги потресовте, искам 20 милиарди евра за 17 само малку. Слушайте сега. Нели гради тамо, велите Зоран Заев, така? Јас ќе ви кажам, тој бил во притвор заедно со мене. И јас тоа не го кријам. За глоба? Да. Добро. Слушайте, не го кријам јас тоа. И ја немам намера него да го кријам, ама мене ме интересира дали има доказ за ова или нема. Ако има доказ, тогаш мене ме има првиот тој. Да се разбереме. Зошто го зборувам? Втора работа, внимавајте тука се тој редост, тој како оди. И во тие истраги. Овој поетот што беше на СМА, како се викаше тој што побегна Ковачевски, нели тој поет во слободно време му пишуваше додека спиел Заев, не, додека другите спиеле, Заев не спиел, само да биде директор. Ја сум му кажал на Цибер, ја така тебе не ти се додворувам, човече, кај мене таа работа не можеш да доживееш. Никогаш. Меѓутоа, и овој побегна. Иначе, главните пари во кои јас што се сомневам, се движат од тој субјект ЕВН или ЕСАМА до овие другите на кои што се сомнева јавност. Јас така прво сомневање имам. Кои се тие што се сомнева јавност? Како? Од ЕСАМА до каде? Па кој го именувал тамо тој Ковачевски за директор? Владата? Кој? Не, да објасниме на гледачите. Па некаде интересите, ама знаете, да често пати моите колеги кажуваат, ја морам да им кажам, доста со раскажување на приказни. Че научите, и јас сум истиот. Ама јас конкретно кажувам, спомнувам точно, ама не неосновано. Видите што е да ви кажам. Значи, треба да ме разберете. Ја немам намера никого да обвинам без доказ, зашто доказот го обвинува, не јас тогаш. Создан доказот го обвинува. Ама треба да знаете како ќе го обезбедите доказот. 2008 бевте притворен, така? Или 2006? Да. Само момент, да довршам ова, да не ми избегам тој. Само да довршам овој период. Значи, доказот е битен за мене. Јас после сум силен, ама јас знам како да дојдам до доказот. Они велат следи ги парите во економија, почнувајќи од Сладјана Тасева, која почитам. Други, трети, да не кажувам уште декриминализација. И така, не. Имате уште два фактора покрај парите. Уште два. Кои се ти? Па не гледаш кој го именуваше директор на СМА, Томич? Овој Ковачевски поетот? Те прашувам. Извини вака што... Не, јас следам убаво, следам. Види, значи, тие интересите, треба да го формирате кругот, целината и да дојдете до него. Сега, например, и сегашниот случај, и сегашните работи, кога по трет пат ви кажувам дека во Македонија мора да се запре генерирањето, системот на генерирањето на корупцијата. Ајде да бидеме вака критични и реални. Па веднаш, кога докторскиот премиер, ајде ќе го речам уште сега докторски машински ум, бидејќи така слушнав да ми се лути, но не значи дека со ова па јас нешто имам некој не. Така, со респект го кажувате, го почитувате како експерт. Па јас знам многу повеќе за него од јас да ги тие што се околу него. Еве едно конкретно прашање. Само за пред конкретно прашање, бидејќи ние говориме дека во деветиот круг на Данте, корупцијата и така натаму, кој ќе се роди детето, е склон на корупција и така натаму. Но од друга ситуација, јас сум еден поддржувач на таа иницијатива, се направи институт кој ќе биде од професионалци, непартиски, слободни, луѓе кои се чисто професионалци кои ќе се борат против криминалот, корупцијата и кои ќе не смеат да бидат одлијани на ние на политичка партија. Така е. Само момент. Имаме ли можност такво нешто да направиме? Видите, значи теоријата до сегашна да читате литератури, тоа отприлика секој го и јас сум го пишувал дека политичката власт не смее да биде врзана со судската власт и така натаму. Значи затоа што и едната има моќ, ова има финансиска од страна на буџетот од нашите пари и овие имаат власт само малку по закон судиите и ако испоиш тие двете, споени се. Нема правда. Нема. И нема правда, има правда за има неправда за тие сиромашните обичниот граѓанин, а овој другиот што е на позиција на власт и тука е факт, тоа е неспорно така. Меѓутоа,
Овој институт што вие го споменувате, да речеме СЈО беше одлична идеја, без разлика што се само малку јас зборувам како идеја. И по моја предпоставка, ја не знам, бев тогаш во наставно научна установа Идризово по лиценца за борба против криминалот и корупцијата. Најверојатно по моја предпоставка е тамо тоа измислено од британско-американски стручњаци и тоа е добро поставено беше. Меѓутоа го растурија кога некој зеде од некого пари во торба, па овој паметен по совет на една туѓа служба им стави во ташњата, кажи го тоа, локатор и знае кај се. Така да и после го растурија СЈО, да се разбереме. Така е, иначе тоа бе и втора работа. Сега да донесем да се смени името на Македонија, да се разбереме. Чекај, тука има влијание, тоа е точно. Не, Поточно прислушкуваните тоа разговори. здравје. Ама чекај се. Прислушкуваните разговори, цога немај. Види, кажу, тие се индиции. Ја се согласувам дека Јордан, незаконски... и 2001 година имаше прислушување со доста димова, Да, бе, да, се случи војна знаеме. 2001. Знаеме. Ова беше прислушување за смена на името. Значи, јавноста не е наивна, знае. Не спорно дека тоа со тоа може да се поврзе. Има логика. И не викам јас не. Ама овде има логика и за голем криминал. Не мал. Ама не може 5% на 300 милиони да не знаеш евра колку е, 15 милиони евра е. А да го кажуваш тоа. Сега види, ама точно. Ама како ние како граѓани, вие и јас ќе знаеме како се трошат нашите. Да, вие рековте дека сте биле погрешка или неправедно притворен, затворен. Да, неправедно, не погрешка. 33 месеци. Да. Значи, ова се тие работи што судскиот систем Македонија донесе во амбис. Така е. Значи, тие суди, тие институции, суди и судови направиле голема штета, катастрофа на Македонија. Вие треба да побарувате вајда државата ќе ја тужите. Да, не ја тужам, бидејќи готово. со тоа што ви направи штета, вие кажувате со факти дека го вратите имотот на државата Македонија, на сметка на тоа добивте казнена одредба затвор и сега N+1 бесконачно. Значи, како вас има многу кои се така е. притворени, затворени, Така е. Има. осудени, како што се македонците за 27 април, Да. 300 години затвор добро и што ми уште никој не мрда со прст за нив. Може ли поднос на нив? Ве молам, јас од нив скоро многу малку да познавам или не познавам. Меѓутоа јас сум ги поменал тие патишта. И притвор и затвор. Ако го анализирате целиот случај, тука ми смрди. Има еден талент, што би рекле вие, кој тврди јас сум правен експерт, па што е тамо аналитичар, па новинар, па не знам што е уште повеќе тамо и така натаму, ама ја добро го знам. Тој, ако е правен експерт, а е правник по вокација, беше еден од говорниците тамо пред тие луѓе. Пред тие 27. Тоа што беше должен, имаше обврска, да им каже, немојте да влегувате внатре во собранието, а уште помалку да ги напаѓате пратениците затоа што тоа е кривично дело. Не. Тој ги поттикнуваше. И јас тврдам дека ги поттикнуваше. Јас имам докази за тоа. Видите сега, одиме заедно на што беше тоа, нешто околу луѓево за што треба да им се помогне. Не сите, морам да ти кажам на крај, сите со демагогија. Ја им се пуштив. Луѓе, вие не знаете тоа, јас сум го поминал едно и друго, да би вие си овде убаво седнати. Тие се 7 години тамо луѓе. Па ние повторување на постапката. И ово винител, па тој тиве со нов доказ обезбеди и пушти ги луѓето. Тие имаат грешка, имаат кривично, ама не е тероризам. Не е тема. Пустоа, само момент. Не. Начнавте една тема што морам да ве прашам. Рековте дека бевте цимер на Заев. Како се однесол Заев за време на тој притвор? Колку дена било притвор? Два, со мене беше 2 и 3 од Завина. Испиев ја на неговиот кревет, што не е тајна тоа. Ја не го кријам тоа. Јас сум искрен, че јас не сакам, видите, вистината кај мене, ја не сакам за него лошо да зборувам. Меѓутоа, се јави папата и го ослободи. Да. Па тој беше аболиран. А ја не бев, јас си останав до крај. Па замислете, овие центри за кои што ви ги кажувам јас сега, еден талент што би го да го искористам,
оди кај судијава што го води предметот за мојата штета, сега за притворот, затворот. Тоа мене не ми е многу битно. Не 450.000 евра, 450 милиони евра, тоа ќе да ми дадеш. Не можеш да ме надоместиш. Имам можност сега да кажам на гледачите, нема да ме сватите погрешно, ја многу ве почитувам, ве разбирам, се сочувствам со вашето семејство, со вас, да видите неправедно, неправично, затворени, има многу македонци што ги дадоа своите животи за Македонија. Да, така е. Ама јас сум За економски разлика од патриот. македончињата кои ја продадоа Македонија. Само момент. Јас сум економски патриот. Не се овие двајца што примаат од туѓи ова извори пари. Јас го вратив имото тој што го украде. А го украде Лјупчо Георгиевски и Никола Груевски. Едниот, вториот Никола Груевски, едниот 5 милиони 300.000 евра, 5 милиони тада, а другиот 1.550.000 евра. Чекај бе, и така натаму, и така натаму. И сега ја сум виновен и моето семејство. И се може да ме сватите малку. И сега погледајте. Овој се прави фактор благодарение на националните фреквенции на овие телевизии и тие се повеќе гости кај него отколку јас. Овој Бегалецов го нема. Ама да ви кажам, јас постојано ги повикувам нив ако јас сум сгрешил. Ајде Бојрум со мене на средба, не сакате телевизија, на средба да ви покажам што сте направиле. Апаш едни. Вие не сте македонци. Овде мораш да бидеш економски патриот. Само тоа е најдобрата. Многу ги има комерцијални патриоти, така ги и корпоративни. Но, еве во контекст на сето тоа, знаете зашто? Си ја сакам и бранам телевизијата во која сум втора година, со ова прекрасна екипа. Знаете дека нас не гледаат повеќе бројка. Не сум ја работев и на национална телевизија. Да, вие се познато името. Не да познато, сум работел 44 години. Ма јас се знам. Медиум. 25 години ја возам само оваа емисија. Меѓутоа, вас ве гледат во моментов милионски народ. Милиони. Значи ве гледат во САД, ве гледат во Канада, ве гледат во цела Европа, ве гледат Турција, кој има 50 милиони народ. Значи, зборам. Значи, овие теми, почитувани гледачи, не се третират, се согласам со господин Ристовски, на националните телевизии, бидејќи тука боли, тука жешка е. Ти се јават веднаш телефон, стоп, no way, non pasarán. Вака се јас. Ај кажете ми за вашата судбина, ви дам простор. И како ќе остварите правдата? Се обративте ли до премиерот? Еве искрено ме прашувам. Зашто да се обратите? За вашиот процес, за вашата правда. Па што? Дали понесовте тужба? Не, јас не го почитувам, но нема потреба. Не, завршено е. Завршено е. Завршено уште пред он да стане премиер. Не. Во ваша корист, така? Па да, јас сум ослободен од обвинението. Обвинителниот акт се повлече и се извинија и сега барам штета за тоа што сум бил во притвор и затвор. И што со извинување кои направија големи штети, здравствени секак? Видите, од позиција на моќ и на сила може и тој Груевски и тој Лјупчо Георгиевски. Ама од позиција на интелект ги викам двајцата ја сам. За која тема сакаат во животот? Сакаат за политика? Немам проблем. Сакаат за крадење, ама да не ги фати никој. Исто немам проблем. Ама како нивното крадење, тука не ќе да дискутирам. Од кај е таа школа? Од кај се учи таа школа за крадење? Тоа е во генот нивни, во менталитетот, во склопот, во односот. Еве да ве прашам, еве сега во образованието вие. Образованието вие е столб на државата, како судиите, правниот систем и така натаму. Во образованието ви имате еден просветен инспектор кој што сега за жал е во пензија, Ѓорѓи Илиевски, тој нема напис да не точно посочи одреден проблем и кој се потврдува точно и тој го изнесува фактот заснован врз докази. Похрабар човек од него нема Македонија, кој сака некака. И тој сега ја посочува министеркава која ја почитувам и немам проблем. Ама ти чекај бе, дамо, еве ти тебе доказ, па што не постапуваш ти? Зошто не постапуваш? Чекај. Што е таа работа? Човеков, па тој, ја не знам зашто не се користи тој. Јас упати порака и сигурен сум дека господиот министер... Не зборам за... дам да го афирмирам Ѓорѓи, меѓутоа зборувам фактичка ситуација. Јас сум подршка и со факти. Господинот Ѓорѓи Илиевски е вистински пример како се брани сака Македонија и образованието. Значи, ако сакаш да унесиш државата, уништи го образованието и здравството. Сега имаме овој министер. Жалам, он е информатичар. Не, само момент. Абе како може тој што нема знаење да учи твои мои деца кои тој не знае? Меѓутоа, порака и до министерката... Па те прашува. Да, сакам да речам. Може ли тоа? Порака до министерката, такви луѓе треба да бидат советници.
Да. Доволно као советник. Добро, се да не излезе дека ние препорачуваме. Не препорачуваме, ја мислам дека Он има се своји слуша- вредности и така да Ѓорѓи, ја му честитам на тој човек, да ти кажам, јас го читам и гледам и тоа ме потсетува на мене. Господине Ристовски, и јас за мојата маленковица кажам, јас сум човек кој до ден, сега, дока збориме, јас си координирам со македонската диаспора. Но, лично. Верувате или не, јавно кажувам. Значи, моите комуникации, моите движења, денеска има преку 50 јавувања од македонците од светот. Баш ме Ја забава. читам, верувајте ви, нема што да ве лажам, мислам, глупо е тој збор да го кажам. Ја никогаш не употребам глаголска форма, тоа што викат лажење, како, како добро дојде. Значи, луѓето треба да се стават на вистински места. Вашиот пример, влеговме во финале 5 минути имаме, Да. и вам ви оставам 2,5 минути да се обратите на јавноста. Имавме друга жешка тема, но убаво е начнавме интересни содржини. Кој е вашиот одговор и пораца криминалот како политичка стратегија која продаде Македонија? Ова е вашето Точно, одлично прашање. Одлично, ама тука ви содржан и одговорот. Ајде. Да ви кажам, токму корупцијата и криминалот ќе го уништи и националниот идентитет на македонците. Дали ме сваќат кај све се задира со таа работа? Ако постојат синџири во судството, врските меѓу адвокати, суди, и така натаму и така натаму. Сега постојат синџири, врски меѓу криминалците, кои што управуваат и раководат со државните пари, буџетот, и овие суди, и тој систем е затворен, сокриен систем кој што функционира во нивна полза. Јас ги споменував во претходните емисии, не сам кај вас, двајцата премиери, па и овој третиот од Куманово што беше. Меѓутоа, овде околу кругот на актуелниот премиер, да бидеме равноправни, јас сум објективен, ја нема да речем, јас сум сурово, како што почитуваната професорка председател Силјанска вели, јас сум брутално искрен, да ви кажам. Не може советник државен кај премиерот во кабинетот да ми продаде државно земјиште кој јас сум го вратил на државата. Тоа е силен криминал. И таа е државен советник во кабинетот на премиерот. Актуелниот? Актуелниот. Меѓутоа, таа е не сега вработена, таа е вработена во периодот на Груевски, ми се чини. Или предходно, не се сеќавам, но таа е таму. И јас неколку пати се обидувам, меѓутоа сега си влезе во процес таа, кај што е за истражување, значи, ние, затоа корупцијата и криминалот, корупцијата и криминалот, само малку, ќе го разјадат, ќе го разрушат и националниот идентитет. Се согласувам. И благодарам многу што бевте ми соговорник во Благодарам. жешки температурни овие вечерни часови. Ви посакам добро здравје. Наистина сакам да истерате правдата, сакам да ви не може никој да ви го надокнади тој мир, тој спокој во семејството, тоа е тешко, тоа е немам зборови. И само ви сакам добро здравје и смирение вама и на вашето семејство. Само ако малку секунди. Знаете што јас сум горд на тоа што сум го сторил за државата Македонија. Еден нека се пофали од премиериве. И овие двајца што го слушав овој, тој бил, ама ти си министер, човече, ние сме те плаќале за тоа и ти си отишол тамо во готови околности да потврдиш Македонија за НАТО. Ти си друга, ама врати се во мојата ситуација, дали ти си Еве го винуват за пари проневерил. Ви благодарам многу господине Ристовски. Само малку, иначе судските процеси се сите завршени. Јас сум ослободен, јас и така имам пофалница и во друг кабинет се наоѓа предметот сега за друга работа, за повелба, меѓутоа овде само ја чекаме сега пресудава колку ќе ми исплатат, а мене тоа најмалку ми е битно веќе. Не може да ви го намисли тоа што не го зема мирот, спокојството, семејството и здравјето. Емоцијата нема цена. Ви благодарам многу господине Јордан Ристовски, поранешен началник за стопански криминал. Драги мои, денес видовме нешто што повеќе од сведоштво. Видовме матрица на криминал, амбасадорска заштита, политички молк и народна измама. Но овој народ не е за спиење, не е за продажба. Македонија ќе опстане, но затоа, мои, што некој ќе ни подари, туку затоа што ние ќе ја вратиме Македонија по секоја цена, ќе го вратиме и тоа што ни го одзеле. И име тоа не се некои флоскули, некои пароли или памфлети, тоа е вистината. Бите живи, здрави и посакувам убава пријатна вечер со програмата на Вистел телевизија. Се одјавам со една и два убави, навистина, одјавни шпици, а вас ме поканувам
во вторник во 17:15 во живо во Гласот на народот. Бидете живи здрави, чувајте се. на демократијата.